Драги слушатели, добре дојдовте во неделното издание на ЕСИ Инфо. Пливање во лепливото езеро вечера во МКЦ, проект на уметниците Чемерска и Мирчевски и Велковски. Проектот дава одговор на прашањето дали природата наспроти културата е аисториска и безвременска. МКЦ галерија вечер со почеток од 20 часот ќе се отвори пливање во лепливото езеро, колаборативен проект на визуелните уметници Елена Чемерска, Ивана Мирчевска и Филип Велковски. Проектот дава одговор на прашањето дали природата наспроти културата е аисториска и безвременска. Зошто историчноста и можноста за интервенција се прават доделени на јазикот и културата, додека материјата се смета за пасивна и непроменлива или пак во најдобар случај незиниот потенцијал за промена е дериват на јазикот и културата. Дали навистина сме толку фасцинирани од сопствената памет и самосвест, соочени со постојаното уништување на животната средина и неуморното исцрпување на природните ресурси, тргаме по ново имагинативно разбирање за тоа како ние, на емотивно и сетилно ниво, се поврзуваме со трансформираните пейзажи на светот, домаќин велат од МКЦ. За проектот на визуелните уметници од МКЦ посочуваа дека влегувајќи во имагинариумот на водата замислуваме пейзаж како едно лепливо, густо и лизгаво езеро во кое се прегршува светлината и таа станува лигава материја која ја допира нашата кожа. Со прсти ја мислиме масата додека се ослободуваат слики. Во 2018 година, 3 месеци престојува во Сонгла, Тајланд, каде што работи во Музејот на јужното културно наследство, The Institute of Southern Studies, како водач на тури, реставратор и колумнист за локални културни настани. Меѓу другото, ангажиран е и како гостин професор по дизајн и илустрација на такси на Универзитетот во Јужен Тајланд. Освен својата уметничка пракса, Велковски работи како слободен илустратор, дизајнер на филмски сетови и сценски слики. Моментално посетува магистарски студии на Glasgow School of Arts во Шкотска. Античко кану, откриено во Мексико, се проценува дека е старо повеќе од 1000 години. Во јужниот дел на Мексико е откриено зачувано дрвено кану, кое го користеле древните маи, а се проценува дека е старо повеќе од 1000 години, соопшти официјални лица. Екстремно ретко кану е пронајдено речиси целосно недопрено, потопено во сладководен базен, познат како Миелник, во близина на орнатирите на Чичен Ајс, некогаш голем град на маите, каде што може да се најдат внимателно излабени храмови и високи пирамиди, објавија локалните медиуми. Кануто било малку повеќе од 1,6 метри долго и 80 см високо, а неверојатно се користело за транспорт на вода од дупка или за складирање на ритуални садови, се вели во соопштението на Мексиканскиот институт за антиквитети. Институтот го опише изворедното откритие како прво целосно зачувано кану во областа, додавајќи дека експертите од Универзитетот Сорбона во Париз ќе помогнат да се анализира добро сочуваното дрво за прецизно да се одреди неговата старост и вид. Тој ќе нарече и тродимензионален модел на кану, со цел да се олесни понатамошното проучување и да се овозможи производство на реплики. Кануто приближно датира помеѓу 830 и 950 година од нашата ера. На крајот на класичниот зенит на цивилизацијата на маите, кога десетици градови низ денешно Јужно Мексико и Централна Америка напредуваа со големи човечки достигнувања во математиката, пишувањето и уметноста. Пронајден е додека работниците кои го граделе проектот за туристичка железница ја истражувале областа околу дупката, која се наоѓа во близина на делот од проектот што ќе биде поврзан со Канкун, главната туристичка дестинација во Мексико. Мексиканскиот претседател Андрес Мануел Лопес Обрадор го представи така наречениот ВОС Маја како туристичка инфраструктура која ќе помогне да се намали сиромаштијата во помалку богатите јужни држави на Мексико. Илон Маск ќе биде првиот билионер во историјата. Илон Маск, најбогатиот човек на светот, собственик на Тесла и SpaceX, би можел да стане првиот доларски билионер во историјата.
пишува порталот Heavy Beast, повикувајќи се на аналитичари од инвестицијската куќа Morgan Stanley. Имено Адам Џонс од оваа институција изјави дека SpaceX ја оспорува секоја представа за тоа што е можно и колку долго е можно кога станува збор за ракети, лансирани рампи и инфраструктура за лансирање. Повеќе од еден клиент ни кажа дека ако Илон Маск стане првиот милиардер, тоа нема да биде поради Тесла. Други рекоа дека SpaceX може да стане највредната компанија во светот, во која било индустрија, рече Џонас. И додека чекаме да се оствари прогнозата за перформансите на SpaceX, богатството на Маск наскоро би можело да се искочи во Вселената по неодамнешната евалуација на перформансите на Тесла. Минатиот понеделник Hertz, компанијата за изнајмување на автомобили, нарече 100.000 Тесла до крајот на 2022 година, што и даде финансиски крила на компанијата на Маск. На Bloomberg му беше кажано дека оваа сделка ќе ја донесе на Тесла 4,2 милијарди долари. Земјата ќе ја зафати геомагнетна бура. Американскиот центар за предвидување на времето во Вселената, кој спаѓа под Националната управа за океани и атмосфера, денеска издаде предупредување за геомагнетна бура, која се очекува да почне вечерва и во раните утрински часови ќе ја зафати целата земја, но најмногу американскиот континент. Таа е резултат на долготрајните ерупции на Сонцето кои се забележени од 26. октомври годинова. Од тогаш има серија на ерупции кои првично биле послаби. Кога ќе се забележи ерупцијата од некои од активните региони на Сонцето, во меѓупланетарниот простор се ослободува млас од плазма која се испалува со брзина од 600 и 900 км во секунда. Вообичаено потребни се околу 2 дена за овој поток да стигне до Земјата. Како последица на магнетната бура се очекува да има прекини во навигацијата и комуникацијата на сателитите. Може да има и рентгенско зрачење на висина. Магнетната бура може да влие на сигналите што се пренесуваат со висока фреквенција, вклучително и од сателитските навигацијски мрежи GPS. Многу силна магнетна бура имаше и во овој период на октомври во 2003 година и траеше повеќе од 2 недели. Според медицината, нарушувањата предизвикани од геомагнетните бури ги погодуваат луѓето кои имаат висок крвен притисок, како и оние со проблеми во кардиоваскуларниот систем, проблеми со спиењето и депресија. Геомагнетните бури се големи и остри нарушување на вредностите на магнетното поле на Земјата, предизвикани од неговите интеракции со сончевиот ветер. Сопственото магнетно поле на Земјата, кое се создава во нејзиното јадро, создава еден вид штит на нашата планета, во чие отсуство сончевиот ветер би го однел целиот атмосферски слој на Земјата, како што се случило на Марс пред многу години. Тоа беше ESI Info со најинтересните наслови за оваа недела. Останете со програмата на ESI Радио.